Во Скопје денеска им се оддава почит на загинатите во пожарот. Бројни граѓани палат свеќи на плоштадот Македонија. Таму е Сандра Спасовска. Сандра, кои се пораките на граѓаните на овој најтежен ден? Тања, да, и денеска голем број на скопјани од раните утрински часови дојдоа тука на плоштад Македонија, а како што може да се забележи зад мене и во моментов има граѓани кои што доаѓаат, палат цвеќа, оставаат цвеќе во почит на загинатите во пожарот во Кочани. Тука има оставено и дел од граѓаните имаат оставено и транспаренти на кои што се испишано дека доколку имало закони, доколку функционирале законите, сеќе било во ред и дека немала да изгори целата надеж. Тоа е всушност и она што и граѓаните го порачаа, оние кои што ги затекнавме тука и кои што ги прашавме, велат ова е најтажниот ден во Македонија, меѓутоа дека за да не ни се случат и не ни се повторат вакви несакани трагични настани, дека секогаш во иднина мора да гледаме да се почитува законот и дека не сме веќе да постои на мито и корупција. Предлагам во приложение да ја слушнеме анкетата која што ја подготвивме. Денес денот траурен, тежок, дека треба повеќе да го посветиме на молки, на молитва за спасување на душите на невино погинатите. Понатаму времето ќе покаже и би требало да има правда. Зашто ова е трагедија од невидени размери. Без надворешна помош не можеме ние да направиме држава релативно како што треба. Се знае од што зависи. Се од законите и од исполнување на законите. Ние имаме закони, ама не се исполнуваат. Па ова е страшна брука. Не кажем да не се случува и на други места, али не е оправдување за ова што се случи во Кочани. Да дигнеме глас против неправда, против самоволие, против мито, против корупција. Ви не можете никаде да отидете, а да нешто некој побара. Ја не знам како овој систем така може да функционира. Сите бивши југословенски земји изгледа више или мање сме некако као да се надпреваруваме во лошите работи, во злото што се случува и ги губиме стварно сега млади луѓе да изгубиме толку и толку повредени и да не можеме да им пружиме помош. Нема изговор. Песмата не можам да ја слушам, ми се пара срцето. Не можам ништо да коментирам друго. Како да спречиме во иднина? Ќе спречиме. Шо ќе спречиме? Видите што се случи. Да потсетам само дека освен тоа што денеска тука доаѓаат голем број на граѓани кои што, како што споменавме и на почетокот, палат цвеќе, оставаат цвеќе и му даваат почит на 59 загинати во трагичниот настан во Кочани кој што се случи на 16 март. Во вторникот вечерта тука имаше на плоштад Македонија и мирен граѓански собир. Собирот беше на иницијатива на движењето Кој е следен. Граѓаните се собраа, илјадници граѓани тука на плоштадот и со 16 минутен молк во 18 часот и 59 минути им оддадоа почит на загинатите. 59 во знакот на бројот на починати, а 16 како символика на датумот кога се случи овој трагичен настан. Студија. Ти благодарам, тоа беше Сандра Спасовска од плоштадот Македонија во Скопје.